Високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини на денешната средба со македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски во Брисел му ветила дека успешното спроведување на реформските мерки и одржувањето на успешни избори во април идната година ќе донесе и награда од страна на Унијата за нашата земја во однос на евроинтеграциите, потврди министерот Поповски. Според македонскиот шеф на дипломатијата, тој и Могерини се согласиле дека сегашниот статус кво е неодржлив. Поповски посочи дека освен за македонската политичка ситуација, со подпредседателката на Европската комисија разговарале и за бегалската криза. Заедно со Могерини се сложиле дека нашата држава, но и цела Европа се соочува со многу сериозни и опасни сценарија. Поповски вели дека во моментов се чини дека ниту една од стратегиите или пристапите за кои Европската унија се залагаше не функционираат во целост. Од наша страна ние побаравме јасна поддршка и јасна линија за мерките што ги превземаат земјите членки на Унијата во правец на одвојувањето на економските мигранти од оние што имаат право на азил, односно се бегалци од конфликтна зона. Во овој дел Република Македонија ќе ги превземе сите мерки за спречување на нелегалните преминувања на границата, а за обезбедување на својата граница, канализирање на тековите на мигрантите и јасно дефинирање на тие што може да добијат во Европската унија статус на баратели на азил да бидат пропуштени нагоре, посочува Поповски. Македонскиот министер и посочил на високата представничка на Европската унија дека мигрантите доаѓаат во Македонија од страна на земја членка на Унијата и дека Македонија е само транзитна земја со што на некој начин не може да ја преземе обврската за решавање на проблемот што самата Унија не го има решено. А стотици мароканци, алжирци и пакистанци синоќа се обиделе да ја минат границата меѓу Македонија и Грција, кинејќи дел од бодликавата ограда и барајќи да им биде дозволено да го продолжат патот кон северот на Европа. Околу 1500 мигранти се заглавени во близина на градот Идомени, откако Европа реши да ги филтрира мигрантите, дозволувајќи влез само на оние што бегаат од војни, како што се Сирија, Авганистан и Ирак. Дел од оние што се на границата фрлале камења врз полицијата. Неколку не успеале да влезат на македонска територија, но набрзо биле фатени од полицијата. А Европската унија и се закани на Грција со исклучување од шенгенската зона за да прими помош од Европската агенција за управување на надворешните граници на Frontex, се посочува во информација на британскиот весник Financial Times. Според весникот, високи представници на Унијата сметаат дека тој е единствен начин да ја убедат Атина да побара помош од Frontex за заштита на своите граници. Тие стравуваат дека Грција и Италија нема да ги применат законите кои би создале зона на заштита на Унијата од имигрантите. Грција е ахилова петица на шенгенската зона и несомнено најмалку способната членка на Унијата, се наведува во написот. Која и да е држава би имала тешкоти и да се справи со потокот на имигранти кои пристигнуваат на островите на Грција од соседна Турција. Неспособноста на Атина меѓутоа да ги затвори границите или да ги регистрира имигрантите се претвора во пародија на принцип дека првата земја за мигрантите е земјата одговорна за судбината за секој од нив, наведува весникот. Место тоа, Атина им дозволува на имигрантите да го продолжат патувањето за да се претворат во проблем на некоја друга држава, пишува Financial Times. Тој недостиг од одговорност е главната причина поради која шенгенскиот договор почнува да се распаѓа, изјавил за весникот висок европски представник. До крајот на следната недела се очекува да биде познат составот на Државната изборна комисија, откако ќе минат сите рокови за изјаснување на политичките партии по денешното утврдување на листата на кандидати за членови на ДИК. Председателот на комисијата за прашање на изборите и именувањата Зоран Илијовски соопшти дека на јавниот оглас се пријавиле 52 кандидати, 12 кандидати кои би ги представувале политичките партии и 40 кандидати како експерти. На листата на кандидати предложени од политичките партии се актуелните членови на ДИК со исклучок на председателот на комисијата, потоа адвокатот Игор Милев, Викторија Аврамовска Мадич, Наташа Ибраими, поранешниот пратеник Есад Рахич, Ирина Петровска и актуелната пратеничка Силвана Бонева. Меѓу 40 кандидати кои се пријавиле за редот од експертите во ДИК се професорот Стефан Буџаковски, Сотир Костов, Горан Трпеновски, Реджеп Прекупца, Игно Стевковски, Бојана Наумовска и други. Кремљ денеска соопшти дека председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган побрал состанок со рускиот председател Владимир Путин во Париз на 30 ноември. Предлогот на турската страна за состанок на ниво на шефови на држави е упатен до председателот. Тоа е се што можам да кажам, изјави портпаролот на Кремљ за медиумите. Путин и Ердоган, како што е најавено, ќе присуствуваат на глобалниот самит за климатски промени во Париз, кој ќе започне на 30 ноември, најавуваат медиумите.
Русија и Франција ќе ги координираат своите напади врз позициите на џихадистичката група Исламска држава во Сирија. Ова го соопшти во Москва францускиот председател Франсуа Оланд по средбата со неговиот руски колега Владимир Путин. Оланд изјави дека неговите разговори со Путин биле фокусирани и на политичката иднина на Сирија, при што го повторил францускиот став дека сирискиот председател Башар ел Асад не може да игра клучна улога во земјата во иднина. Посетата на Оланд на Москва доаѓа по уривањето на рускиот авион од страна на турското воено воздухоплавство во вторникот и еден ден откако француското национално собрание синоќа одобри продолжување на мисијата на француските авиони за напади врз цели на Исламската држава во Сирија.